300 имиња на улици, плоштади и мостови во главниот град се конечно променети со одлука на советниците од ВМРО ДПМН и ДУИ во Советот на град Скопје. Пред гласањето за смена на имињата, советниците на СДСМ ја напуштија седницата, зашто беше одбиен нивниот предлог да се зимне точката од дневен ред. Со жалење констатираме дека не принудивте да го избереме најнепопуларното, но единствено во овој момент средство за политичка битка, тоа е напуштање на седницата. Почитувани колеги од мнозинството, почитуван градоначалник, жал ми е, но за овој проект идентитетски инженеринг на градот Скопје ќе морате сами да ја понесете одговорноста. Ви благодарам. Советниците на СДСМ потенцираат дека со преименувањето на улиците се нарушува македонскиот идентитет, но и дополнително се подгреваат националните страсти. Помеѓу спорните имиња кои се неприфатливи за советниците на СДСМ се Тодор Александров, Хасан Приштина, Крал Каран, Карло Велики и Никола Паганини. Според координаторката на советничката група на СДСМ Софија Куновска, усвојувањето на промена на имиња само со едно кревање на рака е недозволиво. Министерството за внатрешни работи пред неколку месеци ги информираше граѓаните дека при промена на име на улица, согласно со Законот за определување на имиња на улица, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти, личната карта на граѓанинот ќе важи до рокот на важење кој е наведен во личната карта.